Еве го Мики. Мики, како си? Одлично. Познат по тоа што многу емотивно ги пееш баладите. Ти има ли експресија од емоции вечерва на сцената или во публика? Вечерва ќе има експресија на емоции на сцената или во публика? Па се надевам и кај нив и кај мене. Ајде. Да видиме прво Тино што кажа за твоето пеење. Минатата гала Мики имаше задача да отпее песна од Роби Вилијамс. Видовме еден спектакуларен настап од негова страна. Бендот одлично му оцвири песната, Мики ја изведе, можам да кажам, дури и подобро од Роби. Роби некогаш знае на концерти да пее фалш, некогаш пее точно. Овој нашиот Мики не греше никогаш. Мики има тешка задача. Ја одбра песната "Ако не те сакам" на Владо Јанески. Тешка е задачата не за пеење, туку за интерпретација, да го одглуми текстот. Владо е одличен глумец, човек за кој важи дека е голем љубовџија и на чии текстови сите паѓаат. Така да ќе видиме како ќе се снајде со интерпретацијата, како ќе се снајде буквално со глумењето. За Мики знаеме дека нема проблем со вокалната интерпретација, меѓутоа мислам дека ова ќе биде огромен предизвик за него да се покаже во вистинско светло, дека може да отпее една добра македонска балада. Ќе видиме како ќе се покаже. Нема фалс кај тебе, а, Мики? Па не знам. До сега немало, до сега ќе видиме на тоа. За оваа песна треба да се љубовџија. Да. Да. Играш фудбал? Па не играм, но следам така. Ги гледам посебно женскиот фудбалски клуб Борец, кој сакам да им се заблагодарам за ова сега што ќе го видите. Ајде да го видиме прилогот, кој игра фудбал и кој те поддржува. Силен шут имаат девојките од фудбалскиот клуб Борец. Топката ќе помине низ цел Велес, но каде ќе заврши? Ова ти е поздрав од девојките. Ајде и долу, станувај. Го прашав еднаш. Му викам, што би направил сега, нели, да утре во животот, да го работиш она што го сакаш, да бидеш на естрадата, да бидеш се, мамо. Се би направил. Би дал се од себе да успеам. Откако одигра една партија со девојките, Мики се упати на друго место. Ана Марија е негова обожавателка. Сликата кажува кого таа го гледа како првиот македонски идол. И одеднаш, незиниот идол звони на незината врата. Прв пат го запозна Мики на минатата гала, но не очекуваше толку брзо да го види повторно. Збирката со негови слики од весниците беше подготвена. Ова е на третата аудиција во Охрид, кога бевме по тројки. У среда ни ги даваат песните, мислам ни кажуваат што гала вечер ќе има, што стил на песни ќе се пеат. Мики што од почетокот ми беше идол, денес дојде, ми направи голямо изненадување. Мики замина, но впечатоците останаа. Ана Марија продолжи да сонува со отворени очи.